Електрификацијата почна да го зема својот данок. Форд предвидува загуба од 4,5 милиарди долари за годинава, додека Волта, марката за производство на електрични камиони, отиде во стечај. Ситуацијата и кај останатите марки не е оптимистичка, иако продажбата на електричните возила расте. Шкода го представи новиот Суперб. Опел планира да лансира мало електрично возило со цена од 25.000 евра, а во Милано започна најважната мотоциклистичка смотра во Европа. Ова е само дел од денешните содржини. Добре дојдовте во Автомагазин. Абарт прави европјаните да бидат љубоморни на бразилците. Откако марката пред година и пол го најави своето присуство, таму веќе лансираше два модела и двата базирани на кросовери. Но ако ланскиот пулс не го зголеми бројот на очекување на срцата на фановите на марката, сегашниот фазбек тоа сигурно ќе го стори. Без малку налик на BMW X4, овој купе кросовер навистина предизвикува емоции кои значката Абарт ги прелива со адреналин. Освен по спортскиот изглед во однос на стандардниот модел се разликува и по унапредувањето на ослонувањето, системот за управување и сопирачките. Внатрешноста е во црна боја со црвени контрастни детали и имитации на карбон, а под хаубата му се наоѓа 1,3 литарски турбомотор навиен на 180 коњски сили, кои се зголемуваат за уште 5 кога работи на етанол. Спарен со 6-степен автоматски менувач, обезбедува забрзување од 0 до 100 за 7,6 секунди и максимална брзина од солидни 220 км на час. Цената му изнесува точно 30.000 евра. Мазда се пофали дека досега произвела повеќе од 2 милиони возила со ротационен мотор, од кои сите други се откажаа многу децении наназад. Јапонската компанија беше една од првите што ја прифати технологијата и остана последна и единствена откако сите други дигнаа раце од неа. Тоа беше уште пред половина век, време за кое јапонците и наетливо ја негуваа и развиваа оваа концепција која теоретски многу ветуваше, но практично се покажа катастрофална и од пазарни и од технички причини. Тоа сепак не ги спречи, почнувајќи со Космоспорт од 1967 преку семејниот RX3 се до последниот RX8, кој се произведуваше до пред една деценија, да ја понудат оваа уникатна погонска опција која беше далеку од омилена кај купувачите. Дури и после тоа инженерите на марката останаа посветени на технологијата која усовршуваа за сега да и најдат место како продолжувач на автономијата кај електричниот кросовер MX-30, место да му вградат поголеми батерии. Новата мобилност зеде уште една жртва. Перспективниот производител на електрични камиони Volta Trucks банкротираше. Причината, како велат од раководството на шведско-британската компанија, е несолвентноста на добавувачот на батериите Proterra, што го оневозможува планирањето на производството кое се одвива во поранешната фабрика на Ман во Австрија. Оваа компанија, основана во 2019-та, доста амбициозно настапи на пазарот со уникатниот 16-тонски камион Volta Zero со
автономија од 200 км, чија карактеристика е централно поставеното возачко место во кабината. Во двата циклуса на обезбедување финансии беа собрани околу 360 милиони евра, што беше доволно да се започне со производство на камионите чии нарачки се искачија на 6000. Како дојде до банкрот, останува нејасно, бидејќи сите вести досега укажуваа на светлата иднина со планирано годишно производство на 27.000 единици во вредност од 6 до 7 милиарди евра, а беа отворени и сервисни центри во 6 европски земји. Тркачкото оделение на Мерцедес лансираше нов модел наменет за оние кои себе си се сметаат за професионалци. Ним сега под ознаката AMG GT2 Pro на располагање им стои вистински тркачки автомобил кој сепак не е хомологиран за учество на надпревари и ќе служи само за викенд забави на затворени патеки. Основата е постоечкиот AMG GT2 чиј 4-литарски твин турбо V8 мотор со специјален систем привремено ја зголемува својата моќ од 707 на 750 конски сили. Секвенционалниот 6-степен менувач има изменети преносни односи, подесливите амортизери се нови, а унапредена е и аеродинамиката. Моделот визуелно се разликува од новата колорна шема, а за вистинската намена на автомобилот сведочи погледот во кабината кој ќе забележи присуство на клима уред. Тука се и сигурносниот кафес од јаглеродни влакна, апаратот за гаснење пожар и отвор на покривот за извлекување на возачот во случај на несреќа. Од дополнителната опрема купувачите може да бираат пума тркачки комбинезон, ракавици, патики, па дури и долна облека, систем за ладење на седиштето и кацигата, а кој сака ќе добие и придружба од инженер кој ќе го следи каде треба. Цената на оваа играчка за привилегирани стартува од 479.000 евра. Помина цела деценија од представувањето на двата фантастични концепта со ознака IDX, а дури сега во Nissan заживуваат плановите за лансирање пристапен спортски модел наменет за помладите возачи. Според шефот на планирање на производството Иван Еспиноза, во понудата на компанијата недостасуваат конкурентна Toyota GT86 и Mazda MX-5, кој би бил вовед во перформансните гени со кои располагаат купеата Z и GT-R. Идејата е тој да биде возбудлив и привлечен за возење, но и да не биде прескап, што е полесно да се каже отколку да се оствари, бидејќи секако мора да биде електричен. Според покажаното на салонот на автомобилите во Токио, ривалите ја реинкарнираат идејата за хибридни купеа, но Nissan како пионер во електрификацијата на тоа не ни може да помисли. Некои информации ја наведуваат 2025 година како можен термин за представување на ваков модел, но тоа сепак се чини преамбициозно и треба да се земе со резерва. Најпристапниот електричен автомобил во Европа, Dacia Spring, ги губи позициите. Според најавите од идната година, француската влада повеќе нема да ги субвенционира возилата произведени во Кина, од каде доаѓа и романскиот адут. Се додека се мислеше дека тој ќе биде исклучок заради учеството на државата во собственоста на Рено, но тоа не се случи. Во моментот за Dacia Spring во Франција се добиваат субвенции во висина од 5.000 евра, кои според новата шема ќе им следуваат само на електричните возила, за чие производство се користи енергија од обновливи извори. Со таква дефиниција, практично сите кинески возила се исклучени, бидејќи тамошните електрани главно се на јаглен.
За да го ублажи поскапувањето, раководството на Рено размислува за производство на спринг некаде во Европа или евентуално во Мароко, што не би можело брзо да се изведе. Франција годишно одвојува милиарда евра субвенции за електричните возила. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Четвртата генерација на сестрискиот модел на Volkswagen Passat зачекори на сцената. За разлика од германскиот роднина кој се произведува само во караванска верзија, Superb останува доследен и на лимузинската каросерија, која Volkswagen Passat веќе ја нема. Superb е подвргнат на еволутивен дизајн кој овозможи подигнување на стилот, технологијата, ефикасноста, удобноста и корисноста. Кога ќе пристигне во продажните салони следната година, ќе понуди разновидна палета на погонски единици, вклучувајќи бензински, дизел, умерен хибрид и плагин хибридна опција. Надворешноста на Шкода Superb изгледа прилично познато, но сите негови панели на каросеријата се редизајнирани што му даваат поостри стилски знаци. Меѓу главните моменти се потенките предни светла со LED Matrix технологија и модерните LED задни светла со кристални елементи за премиум изглед. Решетката на ладилникот е поширока од претходно, а формата на новиот преден браник е истакната со хромирана лента. Како што доликува за новата генерација, зголемени се димензии. Сега Superb е 43 мм подолг и 12 мм повисок и каросеријата е поаеродинамична. Интересно е што лимузината за 1 см подолга од караванот. Во внатрешноста дизајнерите на Шкода дадоа се од себе за да ја подобрат технологијата и чувството за квалитет на знаменосецот. Контролната табла располага со 13-инчен инфозабавен екран на допир во комбинација со 10-инчен виртуелен кокпит и head-up дисплеј. Задржани се 3 ротирачки копчиња кои добија интегрирани 1,25-инчни дисплеј. Надворешните ја контролираат температурата, греењето и вентилацијата на седиштата, додека централниот е приспособлив и може да се користи за ракување со јачината на звукот, интензитетот на вентилацијата, насоката на воздухот, паметниот режим на климатизација, режимите на возење, па дури и зумирањето на картата на навигацијата. Во однос на просторноста, компанијата тврди дека волуменот за глава и багажникот значително пораснале во споредба со претходникот. Поконкретно, капацитетот на багажникот е 645 во лимузината и 45 литри повеќе во караванот, при што достапните 28 опционални симпли клевер остварувања дополнително ја подобруваат практичноста. Шкода останува верна на моторите со внатрешно согорување. Приклучниот хибрид
хибрид е достапен само во караванската изведба, комбинирајќи го бензинскиот 1,5 литрен TSI со електричен мотор и поголема батерија од 25,7 киловат-часови, што резултира со повеќе од 100 километри движење на струја. Традиционалистите на избор имаат 3 модерни TSI бензински мотори. Најмалиот од 1,5 литри има умерена електрична поддршка, додека дволитрените располагаат со 204 и 265 конски сили. На тоа се додадени 2 дизела со 150 и 193 коњи. Најсилните дизел и бензински мотори доаѓаат со погон на сите тркала. Сите погонски единици во новиот Суперб се стандардно поврзани со DSG автоматски менувач. Лансирањето на европскиот пазар на четвртата генерација на Шкода Суперб се очекува во првиот квартал на 2024 година, а цената ќе биде објавена подоцна. Во ноември Милано и саемот за моторцикли се во центарот на вниманието. Таму сите производители се присутни и сакаат да ги покажат новитетите за следната година. Денеска одвојуваме време за дел од плејадата новитети што таму ќе настапат. Триумф не запира со обновувањето на понудата за идната сезона. Сега наред дојде популарниот Tiger 900 наменет за авантуристите. Заради потребите на двојниот карактер за возење по асфалт и на терен, огнената моќ што испорачува трицилиндричниот 12-винтилски мотор е зголемена за цели 13% на 108 конски сили. Истовремено, економичноста му е подобрена за 9%. Ова е постигнато со суштинско осовременување на моторот со нови клипови, глава на цилиндрите и брегасти оски. Агрегатот е споен со трансмисија со лизгачка и асистирана спојка со систем за брза измена на 6 степени на пренос. Нов е и издувниот систем кој му обезбедува покарактерен звук. Ослонувањето е марцоки напред со свртена вилушка со прилагодлива тврдост, а назад со електронска контрола. Спортската Rally Pro верзија има систем потпишан од Шова со значително поголема во однос на GT и GT Pro изведбите на Tiger 900. Заеднички за сите се 4 клипните Brembo систем клешти напред и пливачките со пирачки дискови, додека назад се наоѓа стандардната едноклипна лизачка клешта. Дел од опремата е и оптимизираниот систем против блокирање на тркалата, кој функционира и кога моторциклот е навален. Ново е и осветлувањето, а покрај Bluetooth на возачот на располагање му е и USB конектор. Седиштето е порамно, поудобно и поприлагодливо, а кај поскапите модели и загревано. Управувачот е со систем за придушување на ударите, а изменетото поставување донесува поголема агилност при брзо возење и помал замор на долги дестинации. За се да биде комплетно, тркалата се опремени со мерачи на притисокот на воздухот во пневматиците. Со оглед на се, цените кои во Велика Британија стартуваат од 12.200 фунти не изгледаат така високи. Австрискиот КТМ ја обнови својата Duke едноцилиндрична серија со нови изданија на моделите 125 и 390, а за некои пазари и 250. Тие сега располагаат со поголема сила, подобрена управливост и јасна меѓусебна диференцијација. Во исконскиот карактер на овие модели е нивната намена за себе докажување на младите по возраст и во душа возачи, што им донесе голема популарност во Европа. Ништо поголемото меѓуоскиено растојание и висината на седиштето ја подобруваат ергономијата, а агрегатите кои располагаат со 15, 31 и 44 конски сили соодветно обезбедуваат поагилно забрзување.
Рамката е челична од два дела, ослонувањето потврдо, а системот против блокирање на тркалата при сопирање стандарден. Новиот TFT екран со своите конективни можности му овозможува на возачот да се јавува на телефон или пак да слуша музика. Најголемиот модел има визуелни елементи од Juke 890 и 1290, додека помалите доживеаат комплетен рестайлинг. Иако наликуваат еден на друг, визуелните разлики сепак им даваат собствен идентитет. Кога Yamaha го представи MT-09 пред 10 години, воведе една сосема нова перцепција за своите производи. Со текот на годините, MT-09 стана еден од најзначајните и најуспешните модели во понудата на Yamaha, заслужувајќи го статусот на еден од најпознатите моторцикли во историјата на марката. Овој модел стана посакуван меѓу моторциклистите што ги сакаат голите мотори. За следната моделска година, јапонците ја представија изведбата со мрачна и мистериозна естетика. Познатата механика ја одликува агилната шасија за ракување и трицилиндричен CP3 мотор со висок вртежен момент. Естетиката и перформансите се дизајнирани за да ги стимулираат сетилата. За ова издание MT е ослободен од непотребните дополнителни делови, спакуван во компактна алуминиумска рамка. За дополнително да го зголеми чувството на слобода, MT-09 сега има посебни седишта за возачот и совозачот, подобрувајќи ја и положбата и удобноста на возачот при качување и симнување од моторциклот. Сега сериска е поврзаноста со мобилен телефон преку кого може да се дотеруваат финесите на 4 модуси на возење, на кого им е додаден и модусот трак. Покрај познатата изведба со 120 коњи ќе се понуди и послаба со 48 коњи. Испораката во Европа ќе започне во февруари 2024 година. Ултимативните во барањата веќе застанаа во ред за ексклузивната 1300 Air Masterpiece Edition креација на Brabus, подготвена на основа на моќниот KTM 1290 Super Duke Air Evo. За 42.000 евра, колку што чини, ќе добијат двоцилиндричен врвен моторцикл со 180 конски сили и тежина од само 194 килограми, способен до 100 км да забрза за само 3,2 секунди. Чистиот дизајн му дава безвременска елеганција и мистична привлечност, а безпрекорно обработените детали уникатно чувство во возењето. За удобноста ќе помогнат рачките и седиштето кои се загреваат, а задоволството ќе биде комплетирано со звукот на издувниот систем со двојни лонци. Ќе бидат направени само 50 примероци, половина во оникс црна, а половина во дијамантски бела боја. На рулетот наречен електрични возила, многу традиционални компании бележат црвени салда. Една од нив е Ford Motor Company, која трпи тешки загуби што се однесува на електричните возила. Имено, со последниот финансиски извештај за третиот квартал на годинава, компанијата објави дека изгубила 1,3 милиарди долари во периодот јуни-септември 2023, или дека трпи загуби во висина од 36.000 долари на секое продадено електрично возило. Прогнозата е дека само во оваа година компанијата ќе изгуби 4,5 милиарди долари. Во Руселскај пак се е погласна идејата за ново електрично возило помало и подостапно од Корса. Со целна цена од 25.000 евра, неименуваниот модел би можел да биде ривал на армијата на престојните урбани електрични возила, вклучувајќи ги Citroen C3, Fiat Panda, Renault 5, Kia EV2 и Volkswagen ID.1.
Огранокот за производство на електрични возила на Форд соопшти дека ќе го намали производството на Мустанг Мах-Е и ќе го одложи пуштањето во функција на новата фабрика за батерии покрај продадените 20.962 електрични возила во третиот квартал на годинава. Испораките на електрични возила на компанијата се зголемија за 44%, што доведе до вкупен раст од 26%. За жал, тоа е пирова победа. И покрај поголемиот обем, загубите на електричните возила продолжија да растат во третиот квартал, при што компанијата забележа оперативна загуба од 1,3 милиарди долари. За целата 2023 година Форд очекува загуба од 4,5 милиарди долари на електричните возила. Соодветно на тоа, Форд го намалува производството на Мустанг Мах-Е и го одложува стартувањето на една од двете фабрики за батерии што планира да ги отвори во Кентаки. Компанијата не соопшти колку долго ќе ги одложи своите инвестиции за електрични возила или фабриката за батерии. Дополнителен притисок врз трошоците на Форд ќе се изврши со пробниот договор со синдикатот на работниците во автомобилската индустрија, што вклучува зголемување на платите од 25% за 57.000 работници во период од 5 години. Според проценките, новиот договор со синдикатот ќе ги зголеми трошоците за работна сила од 850 до 900 долари по возило. Досега, поради 41-дневниот штрајк на синдикатот, резултираше со изгубено производство на 80.000 возила, со што практично беа збришани 1,2 милиарди долари од приходот во третиот квартал. Стивнува ли еуфоријата околу електричните возила? Иако успеа да се искачи на самиот европски врв според продажбата, во Volkswagen не се задоволни со темпото со кое таа расте, заради што започнаа со ревизија на плановите. Според нив, слабата побарувачка е причина заради што се крати на инвестициите во нови производствени капацитети за батерии и изградбата на планираната гигафабрика во Чешка се одложува на неодредено време. Во реалноста, ова ќе значи дека е дигнато раце од неа, што ќе резултира со пореметување на плановите на Шкода за поевтини електрични возила. Неумоливоста на пазарните услови на челниците на компанијата не им дозволува да мислат поинаку, иако имаат доволно резерви да ризикуваат, посебно затоа што добиваат силна поддршка од чешката влада. Аналитичарите велат дека трендот на предпазливост ќе продолжи, бидејќи бројот на нарачки за електрични возила што ги има Volkswagen е за половина помал од прогнозираниот, врз основа на кои се испланирани идните потреби за производствени капацитети за батерии. Според раководството на компанијата, сега условите се зрели да се направи нов градски автомобил, помал од Корса, за кого има простор во гамата. Имено, урбаното електрично возило со значката на Opel не е официјално потврдено. Коментарите сугерираат дека тоа веќе може да биде во развој. Изгледот би бил врз основа на новиот стилски јазик, представен со концептниот Opel Experimental. Судејќи според расположливите капацитети на Stellantis, малиот модел ќе биде поставен на ефтината Smart Car или на технолошки понапредната STLA Small платформа. Шефот на Opel напомена дека развојот на новите хемикалии на батерии со погуст капацитет за складирање на енергијата ќе го и направат новите модели поевтини, полесни и помали по големина. Ова ќе му овозможи на урбаното електрично возило на Opel да комбинира пристојна автономија и внатрешен простор без да биде премногу скап. Opel цели на цена од 25.000 евра за следната генерација на електричниот градски автомобил. Извршниот директор на Opel рече дека целта од 20.000 евра е неостварлива поради високата цена на материјалите. Најверојатно, конкретни резултати за планираното мало електрично возило на Opel ќе бидат видливи најрано во 2025 година. Во овој момент се сведува на шпекулации и планови.
Од студиото на Ферари за специјални проекти стигна нов бисер, кабриолет со ознака SP8. Направен е по нарачка на клиентот од Тајван, како стилска и механичка комбинација од повеќе модели. Основата е веќе пензионираниот F8 Spider, на кој му се отстранети преклопливиот покрив и механизмот за негово отворање, што им даде на дизајнерите радикално поголема слобода во обликувањето на задниот дел. Ваквите измени бараат повеќе месечна работа во воздушен тунел за усавршување на новата аеродинамика и обезбедување акустичен комфор при возење со поголеми брзини. Каросеријата од јагленородни влакна суптилно е обоена во две нијанси кои визуелно овозможуваат вкрстување на волумените и го нагласуваат спортскиот карактер. Многу детали, вклучително и маската, се изработени само за овој примерок, кој ќе остане единствен. Други пак се позајмени од различни модели. Од донаторот се шасијата и централно сместениот 3,9 литерски твин турбо V8 мотор со 720 конски сили. Менувачот дојде од SF90 Stradale. Тркалата со големи отвори за да бидат полесни имаат дизајн сличен на оние од легендарниот F40. Издувните цевки се од 296 GTB, а задните светла со променети леки од Рома. Неофицијално се споменува дека неговата изработка траела 2 години и дека чини $2 милиони, но неговиот собственик нема да може да ужива во возењето со него се до март. Дотогаш овој уникатен Ферари ќе биде изложен на патејката Mugello и во фабричкиот музеј во Маранело. На 15 ноември стапува на сила одредбата за задолжително поседување на зимска опрема во возилата. Време е да ги смениме летните со зимски пневматици, а оние што тоа нема да го направат ќе мораат во возилата да имаат синџири за снег. Тоа ќе им биде неопходно затоа што синоптичарите најавуваат студена зима проследена со обемни врнежи на дожд и снег. До следното издание за 7 дена, до гледање.